Зошто ни е потребно образование за медиумска писменост? Го проширува концептот на писменоста, бидејќи денешните пораки доаѓаат во многу форми и писменоста повеќе не може да се однесува само на способноста за читање и пишување од книги или од формалното образование. Затоа е потребно медиумската писменост да стане дел во некои од наставните предмети во училиштата. Ги овластува сите луѓе да се вклучат во глобалната медиумска средина. Што треба да има овозможат образовните програми за медиумска писменост на учениците? Образовните програми за медиумска писменост треба да им овозможат на учениците да го разберат начинот на работа на медиумот, да го развијат критичкиот пристап до медиумските содржини, да стекнат вештини и дигитална писменост, да креираат позитивни содржини на интернет. Што е медиумска писменост и зошто е важно? Декодирање на медиумските пораки, вклучувајќи ги системите во кои постојат. Проценување на влијанието на тие пораки врз мислите, чувствата и однесувањата. Смислено и совесно создавање на медиуми. Медиумите имаат свои позитивни, но негативни страни. Позитивни функции на медиумите. Информирање. Медиумите овозможуваат лесен, но и многу брз пристап до информации. Актуелните наставни случувања на едноставен начин стигнуваат до читателите, слушателите и гледачите. Образование. Медиумите нудат едукативни содржини кои помагаат во проширување на знаењето, но и запознавање со нови, неоткриени и оригинални содржини. Глобална поврзаност. Медиумите овозможуваат комуникација и поврзување меѓу луѓето од различни делови на светот, промовирајќи културна размена и разбирање. Социјална свест. Најлесен начин за да се подигне свеста на луѓето е преку известување за социјални и општествени прашања. Медиумите играат клучна улога и потикнуваат општествени промени. Забава. Медиумите нудат различни форми на забава, како филмови, музика, спорт и други содржини кои помагаат во релаксација и уживање. Промоција на демократија. Преку обезбедување платформа за различни гласови и мислења, медиумите поддржуваат демократски процеси и слобода на изразување. Медиумите исто така имаат и некои негативни страни. Дезинформации и лажни вести. Интернетот и социјалните медиуми се најлесен начин да се шират непроверени и лажни информации. Затоа многу често се создава заблуда на јавноста, па дури и паника, пристрасност и манипулации. Некои медиуми се создаваат за да можат да бидат пристрасни и да манипулираат со информациите, поддржувајќи оделни субјекти за нивни сопствени цели. Прекумерна негативност. Медиумите често се фокусираат на негативни вести, бидејќи тие привлекуваат повеќе внимание. Ова може да создаде чувство на страв и несигурност кај публиката. Нарушување на приватноста. Во потрага по сензационални вести, медиумите понекогаш ја нарушуваат приватноста на поединци, што може да има сериозни последици за нивниот личен и професионален живот. Зависност од технологија. Кај секој од нас се повеќе се создава зависност од медиумите, а тоа секако влијае и на нашето однесување. Психолошки ефекти. Прекумерната изложеност на негативни вести и содржини може да има негативни психолошки ефекти, особено кај младите луѓе.